затоа се јавив и од место. Не дека не се сложувам со вас. Меѓутоа, на различен начин ги гледаме исти проблеми. Околу дефокусот. Мора да сватите дека кога ќе почнете да се занимавате со хаос, тогаш станувате дел од хаосот. Да не ви го кажам примерот, меѓутоа, на обично новинарско прашање, ваш член одговара и станува топ вест за медиумите. Тие медиуми се контролирани од центрите на моќ. Центрите за моќ на мене ми е еднакво на корупција, затоа што генерално моќите ја црпат од корупцијата. Не ја црпат од тоа дека се некои гени или многу паметни или нешто посебно направиле за културата, за спортот, за државата. Нивната моќ е парите кои ги контролираат, парите кои ги крадат на крај краишта. И централна топ вест станува популизам. Државната комисија одговори така и така за популистичко прашање дали сте го и воопшто разгледувале, меѓутоа новинарот ви поставува прашање и ви одговарат. Не на вас, ваш колешка. И тоа е забава за народот. Народот секогаш ќе ужива, барем еден дел од народот, ужива во популизмот кој ни го прикажуваат тие центри на моќ. Не можеме да се најдеме, имаме предмети, немаме решение. Ако немаме решение, не е решен проблемот, сме паднале на испит. Барам јас така да ги перцепирам работите. Околу превенцијата. Не знам што ќе превенираме ние кога корупцијата веќе е метастазирана. Не знам, било која институција, домашна, странска, нема да ви одговори на прашањето дали има корупција или нема во државата и дали таа е видлива, препознатлива или не. Што ќе превенираме ние? Кога е тука корупцијата? Корупцијата е и во собранието, корупцијата е и во законите. Корупцијата е во институциите, корупцијата е препознатлива од сите. Нема што да се превенира. Но нас ни треба борба со корупцијата. Борба со корупцијата се сведува на предметот е оформен и чекаме, има истрага. Истрагата не знаеме до каде е. Точно е, на крај само ќе се сложам дека култура на однесување во однос на корупцијата. Меѓутоа, верувајте, младите ја препознаваат таа култура. Коруптивна култура. И не сакат да бидат дел од таа култура. Затоа заминуваат. Затоа ни се пусти државата. Затоа секој си бара чајаре. Затоа имаме проблем. Ке останеме и без интелектуалци, и без доктори, и без шумари, и без правници. За краток временски период ке останеме без клучни можности да ги обновуваме институциите. Тројца студенти имам на трета година шумарски факултет, насока шумарство. Природно не можат да ги покријат тие што ќе идат во пензија. Ке нема. Ке се распадне системот. Сето тоа е голем допринос на корупцијата и на политиката. Да не се лажеме, или ќе се бориме против корупцијата сериозно, или не сме исполнили својата функција. Благодарам. Благодарам. Следна за збор е